Добар ден од студиото на Скок. Еве не 40 на денови пред надпреварот на македонската фудбалска репрезентација во Лихтенштеин. Тоа се квалификациите за светското првенство 2026. Тука сме со анализа. Другутов работеше изминативе неколку денови така попрецизно следејќи ги оние репрезентативци кои што нели се дел од националниот состав. Па да видиме, да споделиме со публиката кој колку играл, дали можеме да бидеме оптимисти, нешто така загреани за овие квалификации што ни доаѓаат во март, или треба да бидеме малку воздржани? 22 март е официјалниот почеток на квалификационниот циклус за Мондијалот 2026 година кој се игра нели во Америка, Мексико и Канада. Македонската фудбалска репрезентација гостува на Лихтенштеин. На гости играм. Тоа е отприлика 40 на дена, месец и нешто повеќе. А она што мислам дека е интересно за нашата публика и за самата наша продукција, наша куќа продукција Скок, односно канал YouTube Доргутов, е настапот на потенцијалните репрезентативци, она што го имаме, она што го видовме од последниот список на селекторот Благоје Милевски. Многу имења Доргутов. Наизглед се многу, 20 на имиња. Пред се подпираме на составот од 17 ноември 2024 година кога ги победивме Фарските острови во Скопје во тој последен настап во Лигата на нациите. Еве го составот: Димитриевски, Столе, Бојан Илиевски, Никола Серафимов, Ѓоко Зајков, Алиовски, Атанасов Јани, Исни Калими, Енис Барди, Дарко Чорлинов, Бојан Миловски, Александар Трајковски. Тоа се стартните. Во игра влегоа Стефан Ашковски, Давид Бабунски, Кјамили, Велковски и Милан Ристовски. Ова е последниот состав со кој што Македонија играше во овие квалификации, кај што бевме прво место во групата. Да. И сега тоа што го имаме ние сработено, и јас ќе речам ние, повеќе мислам на тебе со моја поддршка малку, е секој од овие репрезентативци во своите клубови каде што игра, имаме и некои кои што не игра, така? Па, зависи, некои не беа во првиот тим, некои не беа воопшто во составот, други да беа повредени како Миловски, повреда на мускулот. Ги имаме тука деталите со посебен можеби акцент и фокус на овие 5-6 сега да не ги двоиме сите, тоа е репрезентација, тим сите се важни. Меѓутоа носителите, столбовите на играта по линии и на голманското место секако Столи Димитриевски, по мене барем, ете, нека биде моје субјективно видување, се доста важни. Зборуваме за Барди, за Елмас, за Столи Димитриевски. Ајде Столе да почнеме. Столе ни е незаменлив, извореден карактер. Без разлика што нешто имаше по медиумите, примил 4 гола, играл со Барселона, не. Нели? Мислам дека голманската позиција е доста сигурна кога е во прашање репрезентацијата, без оглед што нашиот Столи Димитриевски не е буквално смисла стандарден, меѓутоа на голот на Валенсија да браниш една недела, па да браниш во куп, па да си на клупата правенствен надпревар, си тука во надпреварачка форма. Ги знаеме и динамиката на тренинзите таму. Онај малку несреќен пех можеби против Барселона кога каталонците беа разиграни, секако не е тоа. Тоа нема врска. Меѓутоа бранеше изворедно против Реал Мадрид месец наназад. Така да мислам дека да се взимаат такви, јас не знам тие коментари после тоа. Столе, тоа се глупости. Тоа се глупости, без анализа, без ништо. Примил Столече, па сега вчера колку гола. Добар, Столе е добар и тука има лично верба на репрезентацијата. Си има и мислам дека ќе брани, ќе добие шанса во овие наредните 30 денови, гледајќи како Валенсија ги ротира тие голмански позиции, имаат и дека ќе брани. Тоа значи дека Столе би го имале така во форма, сакаме да речеме, за овој натпревар. Тоа треба да не радува сите нас. Ајде додиме на овие другиве што ни се од првата петорка, да речам, петте што ги споменам. Интересен е капитенот Енис Барди, значи исто така вистински капитен во буквална смисла на зборот, лидер преземањето на траката од Горан Пандев. Барди не ја смени лигата, не ја смени државата, остана во Турција, од Трабзонспор помина во Бодрумспор. На последниот надпревар, значи за појаснување на нашата публика, зборуваме за фудбалскиот викенд 8-9 февруари, вклучувајќи го петокот 7 и понеделникот 10. Барди играше на 10 во понеделник. Значи Барди е топ, бум, прави Барди. Прекрасно изигра, сите коментари се позитивни, играше од почеток до 82 минута, значи стартер во тимот на Бодрумспор кој се бори за опстанок во лигата. Меѓутоа прилично добра, не сакам да кажем изворедна форма, и тоа не радува. Добар
како да кажам, добра ситуација со Барди. Со Елмас што се случува? Елмас е малку по-специфичен случај со оглед на неговите фудбалски квалитети и тој, кажам, фудбалски дијамант, така го викаат, ја смени средината од Лајциг, помина во Торино. Еве ги следиме најновите коментари дека се враќа во неговата лига. Овој фудбалски викенд 8-9 февруари беше во комбинација за составот, меѓутоа седеше на клупа и остана на клупа. Не влезе во игра. А овамо нас ние во првите 11. Па, сето ова се случуваше за 3-4-5 дена, тој трансфер, тие средување на документите, лекарски значи, прегледи. Да, сите се молиме сега и посакуваме да веќе од следното коло италијанска лига да влезе да игра. Па да влезе, да игра 30 минути, стартен 30 минути. Добија малку надпреварувачка форма затоа што во февруари, доста важен. После малку да се направи една недела пауза да има 2 недели се чувствува. Енис Барди и Елиф Елмас се двете по мене клучни фигури за тој костов за таа конституција на тимот заедно со Столе Димитриевски во предниот шпиц нападот со Дарко Чорлинов и Бојан Миловски. Сега ќе се префрлиме. Ајде одиме на Чорлинов и на Миловски. Значи сега морам да се подсетам бидејќи ги следам. Па сега тоа. Дарко Чорлинов игра во Полска Јагелоина, беше во составот, одигра 30 на минути, 63 минута, ова се податоци официјални од сите овие трансфер маркети. Не е во прва постава, влезе во 63 минута. Сега мора малку и да се оградам ако некаде имам некоја ситна техничка грешка, меѓутоа не можам да промашам до крај. Играше добро и Дарко Чорлинов, тука е, значи во надпреварувачки погон, тоа исто не радува. Не е аут, да речеме, како што е Миловски, кој по мене малку загрижува со оглед на таа негова повреда. Тоа е официјално дека има повреден мускул. Не беше значи во составот на Жирона, воопшто не беше во никаква комбинација. За разлика од него, еве да речеме Ѓоко Зајков на 5 февруари играл во романскиот шампионат цели 90 минути. Добро. Тихомир Костадинов овој фудбалски викенд 8-9 февруари за Пјас Гливица во Полска играл исто 90 минути. Тоа исто радува. Овие се фудбалери кои се некаде во таа првична комбинација на селекторот Милевски. Барем како што покажуваат овие списоци. Милан Ристовски овој фудбалски викенд 8-9 за Бохемијанс играл до Бохемија, до 78 колку што гледам ако е. Не, ова е претходно, значи стартер на 9-2, еве го. И играл до 78 минута. Стартер значи, бил. Тоа е добро исто. И исто, многу добро. Демири? Па добро, овие другите немам конкретни податоци за сите, ова е некој поширок нели список. Александар Трајковски, нашиот шпиц кој играше во Хајдук, има некој тивок конфликт со тренерот Гатузо, беше најавувано на негово заминување, меѓутоа очигледно дека Хајдук се пресмета. Александар Трајковски кај нас воопшто не е ни во репрезентација. Не, играше. Играше, еве го, со Фарски острови. Играше со Фарски острови. Да. И за Несторовски се. Да, не се префрлив за Несторовски, него се префрлив. Не, борете Трајковски да информираме 8-9 февруари Трајковски беше на клупата на Хајдук против тој надпревар што го добија на домашен терен, спремнуло не влезе во игра. Меѓутоа и тоа може да е некој добар сигнал дека е во на Ристовски се префрлив јас на Динамо. На двајцата што не ни се во состав на за нив ќе збориме на крајот на прилогот, ќе кажеме збор. Добро, заклучокот од ова е дека голем дел од играчите, голем дел ајде од тие носителите да кажам 5-6 души што ги кажуваш се тука. Се тука, да. Другите, овие бројки што ти значат? Ова се годините, возраста на фудбалерите. Па не сме баш у младите рекорди. Вистар Муслиу, исто интересен фудбалер. Вистар Муслиу ја промени лигата од Германија, замине во Белгија, во Сент Труден. Солиден, многу добар, солиден прволигаш. Не играше, за жал, овој викенд, меѓутоа пак повторувам во иста ситуација како Елмас и како овие двајца последниве трансфери на Бојан Димовски, кој од рускиот шампионат од Акрон Толјати помина во белгарски Партизан, и Јован Манев, кој од Дана Спорт, од турската Дана Спорт одиде во Риека. Овие трансфери се направени ден-два пред, значи, непосредно по фудбалскиот викенд. И тоа исто може да не радува. Мислам, Бојан Димовски доаѓа во Партизан, Димитар
Јас не сакам да ти го рушам Ова Јован Манев оди во Риека, значи во ова Риека, е да кажа, да. ова е Знаеш што Тоа другото, се два не сакам она шампионати, што ме да. интересира, да. може би некои од гледачите, да не ти го рушам концептот на емисијата, но сега гледајќи ја возраста што ја имаш педантно вака запишано, ние не може да се каже дека сме млада репрезентација. Треба тоа добро Овие- да се пресмета, Не, меѓутоа сакам да кажам вака еве општо колку- гледано. Знаеш што, не е поентата да ги кажуваме сега годините, може да отвори секој што сака и да види Мгм. колку години има. Поентата ми е на оваа возраст од 25-6 години до кај 30 треба да се во полна форма овие фудбалери. Така, еве А не Буслио да- има 30. Па не, муаветот Боја ми е Милевски е не- 25 малку да не помлад. биде да Чорило не играат, 24. да влегуваат у 6-та минута, да не знам не влегуваат. Ова на оваа возраст Знаеш треба веќе како да е, се тоа е се проблематично, меѓутоа дискутабилно, не проблематично, меѓутоа загрижувачки е ситуацијата на Алиовски. Езген Алиовски, Да. кој некако Како мислам да- дека Толку. скоро година дена има наделен пат во формата. И години. Мислам еден прекрасен фудбалер и карактер, борбен. Нема збор за тоа, нема што да Меѓутоа коментираме. моментално мислам дека тоа може да биде рак рана на селекторот Благоје Милевски на таа левата бочна позиција. 33 години не игра. Тоа може да изигра на искуство, ама не ни треба сега, по мое видување на репрезентација, ти треба топ играч, за да ги згазиме Лихтенштейн и да направиме атмосфера за гостувањето на Велс 3 дена подоцна. Добро, а имаме ли Не. информација дали овој состав од последната утакмица одиграна до сега до сегашниот состав што ќе биде објавен или ја не знам и зошто веќе не е објавен, немаме уште многу време, уште 40 дена имаме. Не, кима, не е тоа. Не, дали има промени ме интересира, да, вака Ќе имаш видиме информација? сега, не. Благоја Милевски треба да го направи тоа за 10 дена, мислам дека од прилика ќе има. Може би и брзо, не сум сигурен почетокот на март. Меѓутоа еве еден податок. Од последните 11 стартни на Фарски острови, викендот играле 1 2 3 4 5 5 6, а тројца влегле или излегле од игра. Значи, Па тоа е добро. па како не? Значи, многу малку луѓе од овие кои играле против Фарските острови се, Да. како да кажам, Да, надвор од тоа. разбир. Пак ќе повторам, Ѓоко Зајков, добра минутажа, солидно, супер. Милан Ристовски, исто. Вака кога Давид гледаш- Бабунски го заборавивме за Данди Бабунски. Юнайтед, Да, солиден шпиц играч кој е секогаш расположен на дофат да влезе, да стартува, стартен состав, зошто да не, кој ќе влезе во игра да направи разлика у квалитет. Од македонско Исто. првенство кој ги имаме? Работнички гледам оваму Демири. Не, Исто, ова е некој мое согледување, не би така. навлегувало тоа. Тоа се фудбалери кои биле во репрезентацијата, па не се, малци Добро, од нема да овие ги што се експлоатира. од последниот настап на репрезентација, сите ли ти кој игра во македонско првенство? Знаеш вака ти текнува да ми кажеш? Од овие што ги прочита сега, овие не Па игра никој. Бојан Илиевски. Толку. Бојан Илиевски. Така стои во официјалните документи. И Сега тоа- дали има измени меѓувреме не може. Другото е све Не, надвор од другото е Македонија. се надвор од Македонија. Се е надвор. од Јас Македонија. не можам, не сум нити фудбалски аналитичар, нити имам намера да бидам, но може би треба селекторот да си разгледа убаво, а барем се надевам Да. дека тоа Еве, е Јани работа, не е Атанасов. само селекторот Да. и други. Моабетот ми е дека Само шо, Јани Атанасов и Исник Алимин не се во состав 8-9 февруари, а значи. не се во состав, а Да. биле вако. Моабетот ми е дека можеби треба да се малку насочи двогледот и во домашното првенство, иако реално гледано ние не сме на некое ниво, немаме некое квалитетно првенство, но тоа не значи дека не може да се извлече некој квалитетен фудбалер што игра тука дома кај нас. Добро, тоа е, се согласувам со тебе, тоа е полесниот дел од задачата на селекторот Милевски. Значи имаме отприлика 4-5 кола ќе се изиграат до тогаш. Претпоставувам не со голема веројатност дека ќе ги следи дуел над преварите Бардаш, Кендија, Стругаш, Купи, Работнички, Ајде тоа Силекс. да направиме една кратка пауза. Да здивнеме само да се напиеме една готка и ќе продолжиме со завршетокот на Ајде, емисијата. джингл. Може? Ајде, джингл. Зборуваме за македонската фудбалска репрезентација која во март веќе ја очекува првиот дуел во онаа борба сите што ја сакаме во битката за пласман во бараж кој што би не однел на светско првенство. Зборувавме за фудбалерите, за репрезентативците кои што до сега настапуваа во составот. Зборуваме за евентуално
некои нови фудбалски имиња од домашното првенство кое патем да споменеме, почнува овој викенд. 16 февруари е првото. Можеби она што го пролетното. кажав да во првиот дел дека можеби Милевски ќе повика некого. Мислам дека има потенцијал да се изберат 1-23, не е вака етички толку далеко да го форсираме тој број, меѓутоа македонското првенство има свој потенцијал од домашни фудбалери кои може да бидат во тој поширок круг и таа работа останува на селекторот да го следи. Имаме дерби прво коло на градскиот стадион, арената Тодор Проевски игра Вардар Шкендија. Тука се струга, реков, работнички сили, ки си одбере селекторот кој надпревари да ги покрие. Мислам дека може да се направи некој избор од помал избор. И тоа се со цел да се извлече најдоброто за тоа што ја очекува Македонија. Играме 3 надпревари во група, играме со Лихтенштеин, играме со Белгија, играме со Казахстан. Ете малку тоа да се потсетиме. Значи 22 март е тој дуел, тоа гостување на Лихтенштеин, таму кај ние во Лихтенштеин, каде што имаме и многу добри спомени. Победа од 11 спрем 1 96 година во ноември, каде што продукција Скок, односно редакција Скок, беше на лице место на тие 11. Меѓутоа имаме и малку и горшливи спомени кога одигравме 1-1 и на тој надпревар Скок беше дел од тоа. Да не се залажуваме, да не се залажуваме, луѓе, не значи дека Лихтенштеин, ние сите викаме, Лихтенштеин ќе победиме, треба да победиме. Значи, не треба. Ние мораме да победиме, но да не се залажуваме дека тоа току така самото ќе се случи. Никој не спие. Не смееме ни да ние да спиеме. Емисијата кога ако не сега на Мундијал ќе следи многу брзо некаде почетокот на март со детални податоци зошто треба да го има тој оптимизам. Меѓутоа она што е жешко сега, што не чека, за да се направи една добра атмосфера пред доаѓањето на Велс 25 март во Скопје. Значи ќе има и топло време, солиден терен, тревна терен. Ние пред да мора да поминеме добро со Лихтенштеин. Значи, пред да стигнеме до Велс, ние мораме да го победиме Лихтенштеин. Да не навлегуваме во следната емисија што ќе планираме да ја снимаме. Така, добро. Значи мора ФФМ сериозно да размислува уште вчера, а не уште утре. Да се работи на тоа, да се прави малку. Лихтенштеин ни доаѓа, ни чука пред вратата. Мора Боби Милевски можеби и размислуваат, а ние не гледаме. Јас тоа што го имам, сигурно се види, јас тоа што го имам како чувство. Некаква стратегија, сега можеби не е тоа. Може да ти кажам што мислам? Да. Тоа што го имам како чувство и тоа што го имам како информација од некои од колегите кои што водат фудбал, со кои што јас си комуницирам и си живеам. Зборам водат фудбал во нашето првенство, во репрезентација и слично. Некако се чувствуваат дека не се води работата, не е ова критика за Омерагич или федерацијата, него дека некако не е размрдано, дека треба да се почнува веќе дека доцнеме поинтензивно и поинтензивно и поинтензивно. Добро, деловно може да се согласувам, а поголем дел не се согласувам, бидејќи има многу други обврски приоритетни, многу. А што ни е поважно нас од Лихтенштеин? Не, ама мислам дека се работи паралелно и на тоа. Мислиш ли дека е доволно 40 дена да не знаеме нити кои не се остават, нити да пишуваат медиумите нешто? Не, тука те поддржувам. Тоа мора да се размрда. За тој да зборуваме. Чекај, сега отвараш една друга многу убава тема каде што веќе во продукција Скок и канал Доргутов има најава за енормно голема поддршка од нашите македонци распоследени на тој дел од Европа. Тоа се наши драги пријатели кои ги знаеме 20-30 години. Поздрав до Игор Блокарно и сите други. Да, и тука веќе е направен некој првичен контакт, близ контакт за таа комуникација, таа соработка да ја добијат нашите фудбалери таа поддршка. И јас мислам дека тоа ќе се изработи во овие 23. А што треба да се чека? Што треба да се организира да дојдат нашите посекако сакаат. Не, ќе дојдат секако и вака и така, меѓутоа влезници нешто да се направи. Друга е кога фудбалската федерација како да го кажам тоа, ќе ја подаде раката за соработка. Јас не се сомнам дека ќе биде рака подадена за секој еден што нема зошто. За секој еден што сака да поддржи македонската репрезентација, па било каде и да играла. Дали од дома, па на сите надвор. На тој стадион се очекуваат 3-4, можеби 5.000 македонци. Дали јас и ти сме седнале до сега со неколку на две раци да не ги набројувам луѓе, во кафуле, во ресторан, во све. Зборува ли некој за македонска репрезентација? Тоа е точно и тоа не е добро. Па за тоа зборуваме. Тоа не е добро, тоа треба да се поправи и мислам дека треба брзо да се поправи. Последно што седевме со нашите пријатели, те прашуваат Другутов, што мислиш за
Ристовски и за Адеми, дали ќе Тоа е дојдат, погоршлив. дали треба да проблем. дојдат, дали Тоа е погоршлив и поотворено прашање со многу прашалници, големи прашалници. ај за нив нешто да кажем. Еве 8-9 февруари фудбалскиот викенд. Стефан Ристовски играше за Динамо, беше изваден некаде 63-та минута ми се чини, го немам тоа нотирано во овој Да. бележник. Имаше некоја полемика по медиумите, по порталите. Му подал рака на Канаваро, не му подал на излегување. Имале некој. Не лут, меѓутоа бесен зошто излегува далеку дека Стефан Ристовски нешто ќе реагира против Канаваро. Меѓутоа, од друга страна, Bad Blue Boys, навивачите Добро, на навачи. Динамо и целокупната хрватска јавност, малци има критичен тон кон настапот на Ристовски дека не е тој што треба да биде и како капитен и како квалитетот што го има во себе. А Деми воопшто пак не играше. Не знам што да кажам за него. Не беше во состав. Добро, они се веќе Ако не грешам, ако не сум направил они превод. која возраст беа, знаеш да ми кажеш? Ристовски е 32, 31, 32, 33, а Деми исто. На 30 се 20. Живи и здрави да се. Значи они Да, суштината е дали тоа прашање ќе се отвори на маса, доваѓаат, не доваѓаат, ќе се разговара со нив, остануваат на става дека не сакаат да играат. Тука е кратко времето за Лихтенштеин. Да. Ако воопшто нешто се размислува на тоа, сепак наше е ние да го коментираме и да го дискутираме тоа. Последниот збор го има спортскиот директор на сите репрезентации Горан Пандев и го има селекторот Благој Милевски. Меѓутоа, ние како јас се земам за право да кажам дека тие 20 фудбалери и требаат на македонската фудбалска репрезентација во овој циклус. Од една страна требаат, од друга страна ако не лично. играат во своите клубови исто како Алиовски, шо и требаат? Мислам не дека имам нешто лично против, ама Адеми со еден потек може да го реши на превод. Со едно додавање, со едно протурување на топката. Па види, да, во право си знаеш зашто, секој те вратам само на еден разговор од пред некој ден, каде што анализирајќи вака низ релаксирано на тема како ние се пласиравме на Европско првенство во Букурешт, Романија, дека со секоја должна почит кон сите други, да не беше Горан Пандев, а Горан Пандев во подминати години, значи пак искуството од Звездата си го Истото е со Ристовски со Адеми. Затоа го спомнав, тоа сакаш да кажеш дека Истото е. Не се тотално спремни. Имаат лични проблеми. Истрпувачка сезона во Динамо Загреб во Лига на шампиони. Динамо постигна извареден успех. За таму еден гол, 2 гола не успеа да се пласира во овој бараш кој сега се игра. Значи Динамо е европски клуб веќе, силен клуб. Можеби не може да изигра 90 минути против Белгија и Велс. Меѓутоа, присуството, квалитетот, духот, така е. да не кажам знаењето, фудбалското знаење на Така 20-та е неопходно на овој состав. Да. Неопходно и треба да се поработи на тоа. Добро, Ако тоа има ситуација, ако не да сме живи и Тоа здрави. е ти ќе бидеш селектор, а ја ќе бидам председател на ФФМ или спортски директор. Благодарам, немам Значи- такви амбиции. Да, значи Благој Милевски си има некоја замисла, околу него се луѓе кои што Апсолутно, ние апсолутно. мислиме дека треба да им се даде доверба, барем Нивното е последно. на Нашето е почеток да го да видиме кажеме како нашето, сето тоа да. ќе тера. Некако моје лично мислење од ова што го следам е дека се концентрирани на младинските категории, тоа не е лошо, но овамо имаме еден момент каде што најавуваме емисија кога ако не сега, а тоа е кога ќе се пласираме на светско првенство ако не сега, да ја одјавуваме емисијата еве со најава дека имаме фудбалски викенд, дека има неколку добри надпревари, дека Целото коло е интересно. Целото коло е интересно, ќе се игра на градски, ќе се игра и на другите стадиони. Да најавиме една нова емисија веќе за викендов, Да најавиме. да најавиме. И да се одјави. Ова е убаво што го имаш, мислам навистина треба и време да се извади ова и да се следи. Не сега да ти речам браво, мислам Не, тоа ти е задоволство тебе тоа Тоа е што го повеќе правиш. задоволство и Така е, известна знам. помош за нашиот стручен штаб, ако сметаат дека е Добро, помош. јас верувам. Ај дека вака да веќе завршиме. има. Ова сега ја ќе го работам на времево, кога бев главен во фудбалскиот дел во спортскиот неделен магазин Скок и во дневниот спортски весник Скок, им дава задолжение на 5-6 луѓе Да го извадат. да ги следат нашите репрезентативци и понеделник 2 страници одвојувавме на нив. Кој колку играл, зошто играл, бил Така, изваден, се скарал со тренерот, не се скарал. 5-6 луѓе, спортски новинари го работеа ова и му помагаа на тогашниот селектор
Дали бил Никола Илиевски, Джиджи, Ѓоре Јовановски, Добро, Драган малку е Татар. различно. Тогаш затоа што добро. сега имаш на еден клик да видиш за секој играч се, тогаш немало. Немало тогаш. Да, Пред 25 години немаше ни Останала интернет. живота и може би. навиката, останала живота и навиката. Тоа е. Остануваме со вас, еве, и ние некако малку здивнавме во овој зимски период. Продолжуваме со емисии, продолжуваме и на терен, продолжуваме и овдека во студио, продолжуваме и со некои гости со кои што веќе разговараме од различни спортови, значи не зборуваме само за фудбал, имаме тука и ракомет и кошарка, имаме и бокс, имаме и борење, имаме и карате, значи комуницираме со луѓето и тука сме. Вам ако ви се допаѓаме, можете да кликнете лайк, можете да кликнете subscribe, со тоа ни давате поддршка, вас не ве чини ништо. Ке не простите што денеска сме малку со фатен глас, тоа си го прави ладното време и гадното време. Добро. Да, останете... И ние некој пат играме повредени. Да. Другутов има тука проблем со нешто, си ја крие устата, нема врска, не е ништо за криење, добри сме, здрави, живи. Бидете сите живи и здрави, да се гледаме на спортските терени и да се радуваме на успесите на македонската фудбалска репрезентација. Довидување до скоро.